Почитувани граѓани, по падот на режимот на Орбан, новиот премиер Петер Маѓар презема акции и ја ослободува земјата од корупција и од Орбановата пропагандна машинерија. Додека Орбановите пропагандни телевизии, меѓу кои ТВ2, признаваат јавно дека објавувале лажни вести за опозицијата, се најавува одговорност за криминалните шеми во медиумите и укинување на фреквенциите. Падот на Орбан ја загрозува целата добро позната медиумска пропагандна шема на оската Орбан-Мицкоски-Вучич за контрола на медиумите и политичка пропаганда. Во Македонија, над 40% од медиумите се дел од ова Орбанова мрежа, а како главна пропагандна алатка е токму Алфа ТВ. По рецептот на Вучич, и во Македонија, исто како и во Србија, моментално, започната е операција за спас на Алфа ТВ и нови извори на финансирање. Свиркачи до сада сама доставија информации кои денеска ги објавуваме. Целиот процес го координира Александар Николовски по директна насока на Мицкоски. Мицкоски, за да избегне директни средби со Вучич, контактира лично со Милош Вучевич, човек од најголема доверба на Вучич. Договорено е исто сценарио во Србија и во Македонија. Во Србија тоа веќе се прави. Сопствениците на Euronews ги купуваат слободните медиуми како N1, Нова С и уште десетина регионални медиуми за 30 милиони евра. Во Македонија, планот е преку нови фирми регистрирани кај нас да се преземат концесијата, опремата и студијата на Алфа ТВ, а целиот финансиски механизам да оди преку Алта банка. Алфа Скоп, фирмата собственик на Алфа ТВ, е со блокирана сметка. Должи 100.000 евра и е веќе пред стечај. Нашите информации говорат дека Ивона Талевска од пред неколку денови е назначена за координатор на Euronews за Македонија преку представништвото на Euronews во Србија. Тоа е првиот дел. Во тек е регистрирање на фирми во Македонија кои ќе ја преземат едната фирма носител на концесијата и друга фирма што ќе ја преземе фирмата носител на опремата и студиото лоцирано во Визбегово. Ке се инвестира во нова опрема. Дополнително, се формира и маркетинг агенција која формално би работела PR и маркетинг за Алта банка, а преку нејзиниот буџет би се финансирале новинари, аналитичари и медиумска пропаганда во корист на ВМРО ОКГ. Алта банка, почитувани, станува нов финансиски центар за медиумска мрежа на Орбановите медиуми во Македонија. Веќе објавивме, Алта банка е директно поврзана со СНС на Вучич и со ВМРО на Мицкоски. Сада сама веќе објави детали за нивните бизнис, деловни и партиски релации. Дури за начинот како е влезена Алта банка во Македонија, каде клучна игра и улога одигра токму гувернерот Савески. Во управниот одбор на банката се појавуваше Маја Кадиевска Војновиќ, поранешна членка на извршниот комитет на ВМРО. Во менаџерскиот тим исто така луѓе блиски до ВМРО. Со одлука на владата на Мицкоски, токму Алта банка го купи пакетот акции со кои државата управуваше како конфискуван имот поврзан со Сашо Мијалков. Сада сама веќе поднесе кривична пријава до јавното обвинителство поради сериозни сомнежи за организирана шема на перење пари, даночно затајување и фалсификување деловини книги поврзани со Алфа ТВ. Постојат основани сомнежи дека преку мрежа на фиктивни маркетинг договори и шел компании биле префрлани околу 2,85 милиони евра од странство кон Македонија, кои потоа завршувале во Алфа ТВ. Сега се прави нова шема, зашто јавното обвинителство и финансиската полиција и сите надлежни институции итно треба да постапат. Дали преку фиктивни маркетинг договори повторно ќе се финансира партиска пропаганда? Бараме да се испитаат сите финансиски текови, сите врски помеѓу Алфа ТВ, Алта банка и структурите блиски до власта и да информираат јавноста. Антикорупцијскиот тим на СДСМ следи се. Одговорност ќе има. Доаѓа времето на вистината, на правдата и на одговорноста. Ви благодарам.